Добро вечер, почитувани гледачи. Стартува уште едно ново издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија се емитува секој вторник со почеток во 19 часот. Триглицериди, холестерол, важноста на лабораториската анализа. Ова е темата за која вечерва јас ќе разговарам со вашиот и наш гостин Александра Црвенпанова, биохемичар од специјалната болница Филип II. Александра, добро вечер и добре дојдовте уште еднаш во Живе и здраво. Добро вечер, добро ја најдов. Така. Што представува лабораториската анализа, еве да објасниме за гледачите, впрочем за нашето здравје? Па, навремена и точна лабораториска анализа представува примерен параметар во дијагностицирањето на речиси секоја болест. Ако навремено, точно направиме лабораториска анализа, таа многу ќе ни помогне не само во дијагностицирањето, туку и во третманот на самата болест, со што истата навремено ќе ја третираме, ќе ја совладаме и ќе ја излечиме. Од друга страна пак не мора да имаме нити некаква дијагноза, значи лабораториската анализа ќе ни ги покаже сите промени во нашиот организам, па затоа слободно можеме да кажеме дека една правилна, точна и навремена лабораториска анализа представува едно огледало на нашето здравје. Така. Постојат многу видови на лабораториски анализи, меѓутоа вистинските, навремените и кои видови на лабораториски анализи представуваат иницијална капсула во почетокот на лекувањето на секоја болест. Значи, треба да се одберат оние вистинските, основните вистинските, па да стигнете до точната и навремена дијагноза на самата болест. Така. Редовните прегледи кои што се вршат општо кај населението, меѓу кои се прави и лабораториска анализа, сметате ли дека е добро и дека ја покажува вистинската слика за состојбата на самите жители? Па, како што реков претходно, не мора да имате некаква дијагноза. Значи, препорачливо е, барем еднаш до два пати во годината, секој пациент да си направи една општа лабораториска анализа. На таков начин ќе имаме увид за состојбата на нашиот организам и ако некоја од лабораториските параметри е покачена, тогаш самиот лекар ќе ве упати на понатамошен третман. Затоа и како што реков, на таков начин ќе добиеме една слика на нашиот организам, односно на состојбата на нашиот организам и состојбата на нашето здравје. Така. Која е таа анализа што првично е нужно и треба да се направи? Обично, кога се прави еден систематски општ преглед, потребно е да се почне од така наречените основни, значи, лабораториски анализи. Најпрвен е пожелно да се направи крвна слика. Значи, сите добро знаеме дека крвната слика е почетен иницијален параметар во лекувањето на било која болест. Значи, што представува крвната слика? Крвната слика представува една анализа која што ќе ни даде повеќе параметри, значи се состои во најпрвен број на црвени крвни клетки или еритроцити, кои што знаеме дека се носители на кислородот во нашиот организам и кои што во својот состав го имаат протеинот хемоглобин. Обично кај здрав пациент треба да изнесуваат некаде од 3,5 до 5 а хемоглобинот треба да изнесува негде од 11 до 15. Ако имаме било какво намалување на овие параметри, тогаш станува збор за така наречена анемија и самиот лекар понатаму ќе ве третира во тој правец, значи во зголемување на бројот на еритроцитите и самиот хемоглобин. Потоа во крвната слика друг елемент представуваат леукоцитите. Тоа представува така наречената војска во нашиот организам. Значи, леукоцитите се тие кои што се активираат и се борат против било какви бактериски или вирусни инфекции. Во нашата болница постои хематолошки бројач, односно бројач со кој што добиваме крвна слика, со
кое што во исто време леукоцитите ги диференцира на различни видови. Односно, самите леукоцити ги дели на неутрофилни. Ако е зголемен бројот на неутрофилни леукоцити, тогаш станува збор за бактериска инфекција. Потоа лимфоцити, чии што број ако е зголемен, станува збор за вирусна инфекција. Еозинофили, кога се зголемени, станува збор за алергиска реакција и така натаму. Значи, за само 5 до 10 минути со една обична крвна слика, вие ќе добиете представа дали имате вирусна, бактериска инфекција, алергиска реакција, дали вашиот хемоглобин е нормален или не. Значи, тоа е еден основен, почетен параметар кој што би требало секој пациент барем 2 пати во годината да ги направи ако нема никакви проблеми. Така. Споменавте дека нормалните вредности за хемоглобинот се помеѓу 11 и 15. Дека ако се помали може да станува збор за анемија. Меѓутоа, а што ако се повисоки? Обично, ретко се повисоки и најчесто ки мажите, потоа ки пациенти кои што често планинарат, нели, таму поради тоа што кислородот е намален и се зголемува нивото на хемоглобинот. Меѓутоа, или ки некои покомплицирани вродени срцеви аномалии, меѓутоа тоа веќе до одредена вредност зголемениот хемоглобин не представува патолошки параметар. Значи не е страшно не некој 16-17, да, не е некој патолошки параметар како намалениот. Ајде да проговориме малку за холестеролот и триглицеридите. Што представуваат тие, кои се карактеристиките нивни, што може да произлезе доколку имаме зголемена вредност на холестерол и триглицериди. Може би најдобро е за холестеролот. Па, холестеролот заедно со високиот крвен притисок, пушењето, фамилиарната предиспонираност, представува најголем ризик фактор за коронарните заболувања. Секое зголемено ниво на холестерол представува додатен ризик фактор за срцеви коронарни заболувања. Холестеролот е едно соединение кое што се излачува во нашиот организам и без кое што опстанокот на нашиот организам не можеме да го замислиме. Тој учествува ја дава еластичноста на крвните садови, учествува во стварањето на некои хормони, жолчка и така натаму. Меѓутоа, само во нормални вредности холестеролот му е потребен на нашиот организам и неопходен. Секое зголемено ниво на холестеролот представува, како што реков, ризик фактор за срцева болест. Најголем процент од холестеролот се ствара во нашиот организам, значи 2/3 во самиот хепар. 1/3 го внесуваме преку исхраната. Она количество што се ствара во нашиот организам е доволно, дури не мораме да го внесуваме од надвор, за да нашите клетки функционираат нормално. Меѓутоа, организмот ако организмот ви ствара зголемено ниво на холестерол во црниот дроб, тогаш вашите крвни садови се во многу поголема опасност отколку нормалното ниво. И сега постојат два видови на холестерол. Многу често и пациентите се збунуваат, значи постои добар и лош холестерол. Не секој вид на холестерол и зголемено ниво на холестерол е лош за организмот. Што представува лош, што добар холестерол? Значи холестеролот од која ќе се створи во црниот дроб, тој не може да се движи низ нашиот организам, мора да се врзе за нешто. Се врзува за протеините и на таков начин ствара еден комплекс. И сега, во тој комплекс, ако содржи големо количество на холестерол, малку протеини, тогаш станува збор за така наречен ЛДЛ или лош холестерол. А ако има големо количество на протеини, а малку холестерол, тогаш станува збор за така наречен ХДЛ или добар холестерол. Ако успееме да нивото на добриот холестерол го држиме над нормала, тоа што е одлично за нашиот организам. Меѓутоа, најчесто,
кога веќе холестеролот е зголемен, многу почесто нивото на лошиот холестерол е зголемен, отколку нивото на добриот холестерол. Затоа не само нормално ниво на холестерол, кој што во организмот треба да биде некаде до 5 милимол на литар, треба да го секогаш да го запазуваме и односот помеѓу добриот и лошиот. Значи, нивото на лошиот холестерол да не ја надмине или ЛДЛ да не ја надмине границата од 3 милимол на литар, а нивото на добриот холестерол да биде барем 1. Затоа велам дека секогаш кога се проверува холестеролот, треба да се проверуваат и така наречените фракции, односно добриот или лошиот холестерол. Така. Од вашето лично искуство, каква е состојбата кај граѓаните? Дали има голем број на граѓани, пациенти кои што имаат висок лош холестерол? Па за жал можем да кажем дека бројот на пациенти кои што имаат зголемено ниво на холестерол, посебно на лош холестерол, е огромен и се повеќе се зголемува. И за жал старосната граница дури на пациенти со висок холестерол се повеќе и повеќе се намалува. Значи веќе имаме пациенти со над 30 години кои што имаат пореметено ниво на холестерол во организмот. Тоа е пред се од самата фамилиарна предиспонираност на пациентот, неговиот црн дроб така ствара, потоа од нередовниот начин на исхрана, од стресот, од нездравата храна, неактивноста и така натаму. Па затоа веќе е препорачливо да пациентите над 30-та година барем 2 пати во годината си го проверат нивото на холестеролот. Како резултат на тоа, кога ќе го регулираат, а ќе кажеме покасно како би го регулирале, ќе исклучат еден ризик фактор помалку од коронарна болест. Така. Споменавте дека границата возрастна се намалува. Дали мажите или жените кои повеќе страдаат од тоа? Дали по тој основ може да направиме некаква разлика или тука нема разлика? Па постои одредена разлика во зголемено ниво на холестеролот кај мажите и жените до менопаузата. Имено машкиот хормон, полов хормон тестостеронот го зголемува нивото на добриот холестерол, HDL-от, а кај жените естрогените хормони го намалуваат нивото на LDL холестеролот. Меѓутоа, тоа е се до менопаузата. Потоа, кога веќе естрогените хормони ќе се намалат или ќе престанат да се излачуваат, и мажите и жените се веќе во подеднаква опасност од зголемување на нивото на холестеролот во крвта. Така. Во однос на холестеролот, кои се ризик факторите? Вие споменавте некои од нив, но како да ги намалиме? Или ако веќе пациентот има зголемено ниво на холестерол, кој е начинот на кој што треба да го намали? Значи, дека имате зголемено ниво на холестерол во организмот, ние немаме никакви симптоми. Затоа многу често холестерол знаат и да го наречат тивок убиец на крвните садови. Лошиот холестерол, како што реков, е еден од најголемите ризик фактори за стварање на така наречена артериосклероза во крвните садови. Имено тој се движи низ крвните садови, вишокот на лошиот холестерол се лепи под зидовите на крвните садови, ствара плаки со што го намалува протокот на самите крвни садови. Кога еден така пореметен крвен сад така се промени, него веќе не можете ништо да му направите. Единствено е понатаму, веќе кога се уништени така крвните садови, да се направи коронарен бајпас или стентирање и така натаму. Затоа треба да спречиме да го имаме зголемено ниво на LDL холестерол, да спречиме самиот процес на артериосклероза. Сега, како тоа ќе го направиме? Значи, ако имаме нормално ниво на излачување на LDL од организмот, на LDL холестеролот во нашиот црн дроб, прво треба да направиме еден баланс помеѓу внесот на храната, видовите на храна што ги внесуваме и нивната потрошувачка. Прво треба да видиме каде го има најмногу холестеролот, во кои субстанции,
и тие да ги исфрлиме од организмот или максимално да ги намалиме и обратно да внесуваме во организмот материи кои што немаат холестерол. Односно, количеството на холестеролот го има многу во сите видови на месо, свинско месо, сувомеснати производи, високомасните сирења. Значи сите тие ние можеме да ги намалиме со обезмастени млечни производи. Со пример да ги замениме со риба, со варено месо, значи и нивното количество да го намалиме максимално. Од друга страна пак треба да внесуваме многу повеќе овошје, зеленчук. Кога ќе направиме еден таков баланс и од друга страна максимална физичка активност, колку што може тоа организмот да го поднесе, се разбира. Долги прошетки, вежбање колку може. На таков начин, еден од ризик факторите, надворешниот внес на холестеролот, значи оној екстерно што го внесуваме, ќе го намалиме неговото количество. Меѓутоа, од друга страна, колку и да внимаваме ки некои пациенти, колку и да внимаваат на самата исхрана, нивниот црн дроб излачува поголемо количество на холестерол. Во тој случај, ако не може вака преку исхраната, лекарите секогаш препорачуваат терапија, така наречена статинска терапија. Статините се лекарства, лекови, кои што всушност го забавуваат метаболизмот, стварањето на холестеролот од црниот дроб и на таков начин холестеролот, веќе ако не можеме на природен начин, неговото ниво се регулира. Меѓутоа, треба да напоменам дека секогаш е лекарот тој кој што ќе каже кога треба да се внесат статините во вашата терапија, кога треба да се исклучат, бидејќи многу често пациентите грешат, ќе земат 1-2 дози на статини и сами на своја рака, кога холестеролот ќе им се намали, сами на своја рака го исклучуваат, значи тоа е едно од лошите и затоа е препорака, значи секогаш да се консултираат со лекар кога ќе ги внесат, а кога ќе престанат да ги внесуваат во терапијата. Колку дебелината влие врз создавање на холестерол во крвта? Тоа е едно од најголемите заблуди ки пациентите кои што мислат дека само дебелите луѓе може да имаат холестерол. Поголема е веројатноста, онаа машка андроидна дебелина од стомахот, да имаат поголемо количество да имаат зголемено ниво на холестерол, меѓутоа и киславите луѓе, ако нивниот црн дроб ствара поголемо количество на холестерол, тоа ниво на холестерол ќе биде зголемено. Значи, без разлика дали пациентот има вишок килограми, дали е дебел или слаб, задолжително во онаа основна лабораториска анализа е контролата на холестеролот и триглицеридите, се разбира. Дали зголеменото ниво на холестерол може да доведе до инфаркт? Апсолутно, значи холестеролот, како што кажав, заедно со високиот крвен притисок, пушењето и фамилиарната предиспонираност е главен причинител за стварањето на артериосклерозата. А таа пак представува најголем ризик фактор за стварање на создавање на инфаркт. Значи, кога крвниот сад ќе биде толку запушен, кога плаките ќе створат, ќе настане тромб, доаѓа до моментална исхемија на самиот крвен сад и стварање на инфаркт во организмот. Така. Ајде малку за триглицеридите да позборуваме. Што представуваат тие, како се зголемуваат, што може, кои се ризик фактори, како да ги исчистиме од организмот? Па триглицеридите исто така представуваат еден голем ризик фактор за коронарна болест, меѓутоа малку помалку, во смисол многу полесно со нив можеме да се справуваме, затоа што тие се едни од материите кои што многу полесно можеме да ги регулираме со исхраната. Значи, триглицеридите ги има во сите материи од јаглехидратно потекло, во
белиот леб, во алкохолот, во сите сладки и така натаму. Така да многу се зависни, да наречем, од внесот на истите во организмот. Ако направиме еден нормален баланс, значи се што е од јагле-хидратно потекло, ако го намалиме внесот на се што е од јагле-хидратно потекло, многу полесно можеме да ги регулираме отколку холестеролот, што можеме да го регулираме со исхраната. И затоа многу често знаат и зголемено ниво на триглицериди да биде предуслов за зголемување на гликозата и обратно, голем број на диабетичари што не им е регулирана гликозата, обично имаат зголемено ниво на триглицериди. И затоа велиме дека полесно со нив можеме да се справуваме. Ќе ги намалиме белиот леб, сладките, алкохолот, се што е од јагле-хидратно потекло и многу побрзо истите ќе се намалат. Меѓутоа, и во случај да не можеме исто така да ги намалиме, исто така постојат одредени видови на терапија истостатини, посебно специфични за триглицеридите, кои што исто така лекарот понатаму ги препорачува. Така. Да проговориме за срцевите маркери. Па, освен овие основните, кои што ги нареков, основната лабораториска анализа, исто така тука ќе споменам дека во основниот систематски лабораториски преглед задолжително, не го споменавме, треба да се проверува гликозата, се разбира, шеќерот, кој што понатаму ќе не упати на постоење или непостоење на шеќерна болест. Многу често во нашата клиника, поради тоа што најчесто најголемиот број пациенти се со коронарни заболувања, едно од најчесто употребуваните анализи, бараните анализи представуваат срцевите маркери. Тоа представуваат анализи кои што не упатуваат кога се тие зголемени, се посомневаме дека во организмот настанало некакво срцево засегање, односно така наречена срцева исхемија. Тука постојат повеќе видови, значи ЦКНАК, ЛДХ и така натаму, меѓутоа најупотребуван и најчесто и прв примарен параметар во дијагностицирањето на секој акутен миокарден инфаркт представува тропонинот. Зошто е тој потребен? Значи, многу пати срцевиот инфаркт знае да дава стандардни симптоми, градна болка, промени на ЕКГ. Меѓутоа, многу често може да се случи да ги немате тие специфични симптоми, односно да немате промена на ЕКГ, да помислите, лекарот да помисли дека симптомите не се од срцето и пациентот првите часови на самиот инфаркт да се испушти. Затоа се употребува анализата тропонин, која што само 2 часа после било каква некроза, односно после акутниот миокарден инфаркт, се зголемува во организмот. Ако имате зголемено ниво на тропонинот, без разлика дали ЕКГ-то ви е променето, дали имате специфична градна болка, тогаш апсолутно во 99% од случаевите секогаш не води не потврдува фактот дека пациентот имал акутен миокарден инфаркт. Затоа се препорачува кај сите пациенти со било какви симптоми на акутен инфаркт секогаш да им се прави тропонин, значи тоа е еден од најчестите и најновите срцеви маркери, и истиот ако пациентот има градна болка, а тој е нормален, истиот да се повторува на секој 2 до 4 часа. Така. Дали само при болка во градите или може да се направи срцев маркер без никаква болка? Да сака некој да си го направи, чисто да, секој да пациент, провери. да, секој пациент може да провери било што сака, меѓутоа некогаш пациентите не знаат што е, затоа лекарот е тој што ќе ве упати кога и како треба. Затоа велам точна и правилна лабораториска анализа, значи правилен вид на лабораториска анализа ќе ве доведе до вистинската дијагноза. Постојат огромен број на лабораториски анализи кои што ако сами ги барате, сами ги правите, само може да ве однесат во погрешен правец. Значи лекарот е тој што ќе ве води кои видови на анализи и кога да се прават и колку зачестено. Така. Да проговориме и за тумор маркерите. Колку видови се, кога е пожелно тие да се направат,
Зошто? Тумор маркерите се едни од, така да наречам, поновите, пософистицираните лабораториски анализи, кои што се неопходни во диагностицирањето на канцерогените заболувања. Меѓутоа, треба да напоменам дека никако не се примерен параметар за канцерогените заболувања. Основен параметар е патохистолошкиот наод. Позитивен тумор маркер само ќе потврди наодот од патохистолошкиот наод. Зошто се пожелни туморските маркери? Значи, тие се пожелни прво да го потврдат патохистолошкиот наод и понатаму да го водат лекарот во лекувањето на самата болест. Постојат огромен број на тумор маркери, значи ќе споменеме неколку, CA19-9, CA, значи секој од нив е специфичен за одреден вид на орган. Пример, CA19-9 за внатрешните органи, за панкреас, за дебело црево и така натаму. Потоа тука ќе го споменам ПСА маркерот, значи тој е маркер кој што единствено се излачува од простатата кај мажите и обично пожелно е мажите да го проверуваат над 40-та, 50-та година. Меѓутоа, треба да напоменам дека нивото на ПСА-то, ако е зголемено, не мора секогаш да значи дека се работи за канцерогени заболувања. Затоа, кога ќе види лекарот дека тоа е зголемено, тој ќе ви упати каде, дали треба биопсија да се прави, значи дали треба да се прима терапија и така натаму. Меѓутоа, незамисливо е третманот на било какви канцерогени заболувања без нивото на тумор маркерите. Исто така, после примање на хемотерапија, лекарот е тој кој што ќе ви побара, ќе го следи трендот на самите тумор маркери, дали се намалуваат. Значи, тоа значи дека самата хемотерапија добро одговара на пациентот. Меѓутоа, само ниво на тумор маркери не значи дека во организмот немаме канцерогени заболувања, бидејќи во почетен стадиум кај некои видови на канцер, тие знаат да бидат и нормални. Така. Сега, постојат многу видови, како што рековме, на тумор маркери. Исто така, многу често во нашата болница пациентите, кардиохирушките пациенти кои што се оперирани или имаат било каква интервенција, срцева интервенција, катетеризација или стентирање, пожелно е неколку пати во годината, посебно пациенти што примаат диуретска терапија, пожелно е да си контролираат така наречените деградациони продукти, односно креатинин, уреа, потоа хепаталните проби и нивото на електролити во организмот, значи натриумот и калиумот, за да видиме како таа диуретска терапија влие врз самиот организам, односно да не дојде до така наречена декомпензација на самиот организам. Тоа треба да се прави толку често колку што самиот лекар ќе ви препорача. И ако има било какво пореметување на нивото на истите, лекарот ќе ја коригира самата терапија. Така. Колку често се прават тумор маркери и срцеви маркери во специјалната болница? Па, речиси, сите пациенти, можеби 80% од пациентите кои што доаѓаат кои што се оперирани и кои што не само што се оперирани, него доаѓаат на било каков преглед, амбулантски преглед, пожелно е да си направат лабораториска анализа и прават, затоа што, како што рековме, токму таа ќе ве доведе до некои конкретни прашања во врска со вашето здравје. Постојат огромен број, тука ќе ги споменам, значи, хормоните, половите хормони кои што многу често се бараат кај гинеколошките прегледи. Исто така тука ќе го споменам нивото на витаминот Д, кој што многу често и пожелно е да се контролира за заштита од остеопороза. Тука ќе го споменам прокалцитонинот. Тоа е еден нов маркер кој што не упатува да видиме дали во организмот се работи за некаква бактериска инфекција
и токму, значи, кога имаме внесна било каква бактерија во организмот, за само 2 часа нивото на прокалцитонинот ви се зголемува, па како резултат на тоа можеме многу лесно да се справиме со самата бактерија, со што спречуваме нејзино понатамошно ширење, односно заштита на самиот организам од сепси. Тоа е еден од нашите многу често користени анализи во нашата болница, со што нивото на бројот на бактериски инфекции, односно сепси, е сведен на минимум. Така. И уште еднаш да се навратиме на холестеролот и на триглицеридите. Што е она што вие го препорачувате? Рековме, пожелно е да се прават барем еднаш или до 2 пати анализи на крвта, за да се види каква е состојбата. Доколку имаме покачено ниво на холестерол, меѓутоа и да немаме. Што е она што вие го препорачувате? Каков начин на исхрана треба да се практикува? Дали треба да се практикува физичка активност? Колку е сето тоа позитивно, конкретно за сите? Па, како што рековме, холестеролот или така наречениот тивокубиец на организмот, на крвните садови, не дава никакви симптоми дека е зголемен или намален. Единствено што треба да направите, треба да дојдете во било која лабораторија и да си направите една лабораториска анализа. За тоа не ви треба ништо посебно време. Значи, само треба 8 часовно гладување предходно, обично од вечер. Само неколку минути да земат крв и ќе видите кој е нивото на нивото на холестеролот и општо на целата лабораториска анализа. Потоа ќе направиме еден баланс, кога ќе го видиме нивото на холестеролот, ќе направиме еден баланс на внесот и потрошувачката, како што реков. Потоа многу е битно да се прави правилен режим на исхрана, значи чести оброци, а не прескокнување на оброци, па потоа прејадување. Онаа брза инстант исхрана, што секојдневниот брз живот ни ја наметнува, да речем, исто така многу влие врз пореметувањето на нивото на липидите во организмот. И кога ќе направиме еден таков баланс на здрава исхрана, обезмастена, внесна големо количество на овошји и зеленчук, вежби, со тоа не само што ќе го правилна исхрана, значи нормални оброци, не само што ќе го регулираме нивото на холестеролот, не само што еден ризик фактор за коронарна болест сме намалиле, туку и се разбира дека ќе се чувствуваме подобро. Значи, самиот наш организам ќе се чувствува подобро. Па затоа препорака е на сите пациенти уште од најрана возраст, веќе над 30-та година, барем еднаш во годината, да си направат една лабораториска анализа. На таков начин ќе видиме во каква состојба е нашиот организам. Тоа ќе ни биде почетен стадиум во заштитата на нашето здравје. И на таков начин ќе видиме состојбата на нашиот организам, бидејќи, како што реков, правилна лабораториска анализа, точна и навремена, представува едно правилно огледало на нашето здравје. Александра, јас ти благодарам што одвои време и беше повторно гостин во емисијата Живе здраво во К1 телевизија. Ви благодарам и вас на поканата, со задоволство. Почитувани, тоа беше Александра Црвен-Панова, биохемичар од специјалната болница Филип II. Се надевам дека бевме интересни за вас вечерва и ќе практикувате дел од советите кои што Александра ги кажа токму за сите нас. Ве поздравувам, ве поканувам да останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Ние имаме нова средба за 7 дена.